Благодарам, подпредседателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, колега Сурија Рашиди. И вие сте свесни, и Алијансата и алтернативата, дека оваа ваша интерпелација е безпредметна и дека навистина сега не требаше овдека да дискутираме за тоа, туку требаше да решаваме важни проблеми на граѓаните. Каква иронија, колега, каква нелогичност. Вие од алтернатива и од Алијанса всушност одработувате во моментов за ВМРО ДПМН. Тие ја напуштија оваа расправа од нелогични причини. Меѓутоа, тие напуштаат секогаш кога е густо. Вие сега застанувате онаму каде што тие напуштија. Тие всушност се одмараат, колега, додека ние овдека расправаме за нешто што е нелогично и неоправдано, тие одмараат од вчерашниот протест за поддршка на оние кои што и вас и нас ке не изгазеа на 27. април 2017 година. Интересно е и за размислување и за анализа како може да има симбиоза помеѓу жртва и помеѓу нарачател на нешто што се случуваше на 27. април. Најмалку што можевте, кога тие напуштија, да ја отпочнете оваа интерпелација, колега. Всушност, на мафијашите и на оние кои што сакаат да прават криминал, им сметаат лица како Оливер Спасовски, кои што се, бескомпромисни во борба против криминалот. Тоа е покажано со многу параметри кои што и претходните говорници и репликанти, меѓутоа и министер го кажа, меѓутоа свесна сум дека како сериозен пратеник, кој во повеќе наврати бил во парламентот, знаете дека податоците кои што кажуваат дека за 9,5% е намален вкупниот криминалитет, 30,1% намалени кражби, 37,5% намалени измами, враќање на довербата на граѓаните кон МВР и Министерството за внатрешни работи. Она што вие го потенцирате и го проширувате, за да ја најдете причина за да дискутирате. Всушност, двојните матични броеви ви беше објаснато, ги имало 3100, од нив 2200 веќе се поништени, останале уште помал број кои што се од 1980 година и тие се решаваат. И многу нелогичности кои што искажавте, сметам дека може да се преиспитате и да не доаѓаме до ситуација да гласаме за нешто што е апсурдно, да го повлечите овој ваш предлог за интерпелација на министерот. Ви благодарам.